Дојди, вака дека мерата кај луѓето. Абе да бежали слушал за прекарости. А што има врска на што си јас сум? Немам каква нема. Мамо, затуткај се вака и дојди вамо. Не ви тоа е најголем желба ја да оздрам. Да. А втора да ги оставам цигарите. Да. Реално тенска Добро утро, драги луѓенци. Добро дојдовте во уште едно моје видео. Од часот е 5:20. Морав да станам рано за да се спремам и да одам за Скопје на снимање на компјутерна глава и преглед на хематологија. Компјутерот за глава ќе го направам поради тоа што имам некои проблеми со вилицата и не ја отварам, па треба да заклучам поради што тоа е така. Ова видео нема да биде баш толку многу обично видео, бидејќи денес со ова видео ќе започнам еден челендж кој ќе трае 30 дена и колку останам јас храбра и силна до крајот, ќе биде и дел од мојот живот за секогаш. Не сакам да ви открием сега за што се работи, веќе прво сакам да ја кажам на мама. Можам укратко да ви кажам вака дека и прво да сакам да кажам на мама да снимам реакција како тоа ќе изгледа, како ќе верувам дека ќе се израдува поради тоа што кога се однесува за мене, тој е втора најголема желба, првата е да оздравам, а втората да така да одам да се расунам, да се измијам, ставам едно кафе и да ја начекам мама и да ја кажам што мислам, па одеме понатаму. Дојди, вака дека мерата кај луѓето. Абе да бежали слушал за прекарости. А што има врска на што си јас сум? Немам каква нема. Мамо, затуткај се вака и дојди вамо. Ева вака сега да ти кажам треба нешто. Не ви тоа е најголем желба ја да оздрам. Да. А втора да ги оставам цигарите. Да. Реално тенска да ги оставам цигарите. Паметно претпад. Да, ајде ќе... И ја ли да не пушам? Бебе, не мора ви да не пушите, него само ова. Сега јас ќе се отрувам, имаше 4-5. Немој да ги спушиш на еднаш ти. Не, наеднаш да те нане, затоа сум станал 5,5. Може си пол да бидем мав. Ди види ти овде јачмени. Јачменчели. Можно црвено. Зучко, мать. Како било осеќајот кога ќе треба да го запалиш последниот цигар? Искрено немам што да лажам, значи не ми беше сеедно. Ама ич не ми беше сеедно, заради тоа што вчера посебно кога ја донесов одлукава дека веќе нема да пушам цигари, не можев да заспиам до 2 саатот, а требаше да бев свесна дека ќе станам у 6, станав 5:20. Чекав да задзвони алармот на мама како да станам и ја, пошто бев возбудена, првенствено за тоа дека ќе кажам, нели? После дека конечно ќе го откажам овој порок од мене, ќе го скинам, значи ќе го тргнам.
Ви сами знаете дека јас цело моје лекување, овие 6,5 години ги поминав, значи цело време со цигар уста. И дека ни еден момент не помислив дека ќе ги оставам, ама, има едно големо ама. Не само што претерано многу шкоди на здравието, значи претерано многу на здрав човек, ама не на човек кој се наоѓа во мојата ситуација. Овие 2 дена како ја посетувам матичната докторка поради инфекција уринарна. Што е, сочко? Поради инфекција уринарна и висока температура. Пандавме на муавет за мојот мукозит и жената мене ми тврди дека не е прва секако. Жената мене ми тврди дека мукозитот може да помине, ама дека не треба да пушам цигари, значи јас тоа го знам. Го знам уште од првиот ден кога го имам мукозитот дека јас цигари не треба да пушам и упорно гледам дека 4 години јас со мукозитот тапкам во место. Фала Богу, па сум се сетила дека не треба да пушам веќе цигари. Никогаш не е касно за ниедна одлука во животот. Уште не ми е официјален прв ден ми е, ама чекај, уште сега нели го допушувам цигаров. Што испушам, кутијата испушам, имаше 5 цигара. Ако у случај оставам до 6,5 сата, тргнам да ми претне барем еден да остане во кутија, ке го фрлам у канта, буквално. Спротивно ги се фрлам, нели, само празната кутија и идемо дале, све до медаље, на почеток. Нов почеток и верувам дека ќе ми биде стварно тешко некој период, заради тоа што јас сум страствен пушач. И до сега не сум размислувала никогаш да ги оставам, зашто не сакав да ги оставам, ама сега сакам и сум приморана. А овој челендж може да ми донесе само добро, лошо никако во ниеден случај. Така да луѓето сите кои сте на некој пат да сакате да ги оставите цигарите, може би овој челендж ќе ви помогне, гледајте ме мене и нема шанси да заебам, значи нема шанси да заебам, не сакам да заебам, сакам да си останам верна на зборот и немам потреба од што да се плашам дека ќе заебам. Јас сум издржала. Што е без оки? Со затворен хранопровод 2 години да не јадам и да не внесувам храна. Молим, злато, зборувам. Дојди. Со затворен хранопровод 2 години да не јадам и да не внесувам квалитетна и здрава храна, јадав цело време на иста храна, така да кога сум можела да издржам без храна, многу лесно ќе можам да издржам без цигари. Барем јас така ќе се водам, ќе се мотивирам така. А шта буде, нека буде. Видимо се у неки дали дел. Ќе видам денеска, сум стварно преокупирана колку што ќе можам да снимам, ќе снимам. Ладно е, камен е, грче, ми студи, седам тука, се мрзнам за цигаров, не знам ни ја зошто, ама нема врска. Да си го допушам, да испијам кафенце, водам да се спремам, па ќе ви снимам понатаму што го успеам да фатам тоа. И дечки, тргнавме, избегуваме, ево дефинитивно последниот цигар. Натри имам уште 2, ќе ги читосам сега. Аутфит чек, таман, фризура, гром, ета мајка, идемо. То саме да го препласам овој и да ги джипам другите. Да, ги врата. Си се го спусти на терминот. Напред. Конечно сум стасана дома, тоест не сум дома, дојдов кај Давид, го чекам да се врати од работа. Како после заедно биделе за Велес, со бус,
после рекордни 7 сата како немам запалено цигар, направив белја, значи морам да признам, да бидам искрена према самата себе, према вас. Направив белја, запалив цигар, фатив 3 дима, ми се стежи, ми се слоши, јадење ми се врати назад, ми се врати све. Се викам што ти или тебе, Ивано, не можеш вака, нема да бидат работите кој што треба. Ама не, значи, тука крајот 30 дена се пред мене. Ова не смее да ми се повторува во наредните 29. Бидејќи ако правам вака, јас никогаш нема да ги оставам, а реално јас не сакам да се залажувам самата себе, ни пак да правам џабе контент, а да тој контент биде заснован врз лага. Следам дека ќе се надминам таа еуфорија во мозокот, значи тука не станува збор за завист, него за карактер и за мозок. Ако ние на мозокот му дадаме доволно точни информации и фреквенции дека ние не сакаме да ги правиме некои работи, тој нас ке не послуша, но доколку ние го слушаме него, тогаш работите одат во контрасмер. Така да одам сега малце да се одморам, ќе ви снимам после нешто кратко кога ќе дојде Давид и за денеска. Тоа е тоа. Бакнувам. Да. Јас сакам да снимам кога ќе дојде срцето мое. А срцето мое ме заеба, кај треба да Ја иде? изненадив од деснога цела. Значи ме изненади, ме заеба. Јас се спиев, он стаса. И ме гушнем, зашто викам баба Вики ме гушка мене. Тоа ја. Кој ќе го видам он? И сега моментално се опатуваме на кај постојка да чекаме такси, не автобус. За таксито да однесе на автобуска, да чекаме автобус. И да одиме у Велес, Велс. у Велс Сити. Велс Сити. И дали ќе снимам уште или не, стварно не знам, поради тоа што 30 дена челендж, реално треба да имам некои кратки десно? Да. Треба да имам некои кратки видеа, нели? Реално. Да, во меѓу време. Нешто. Реално имам влог од вчера еден, треба да го спастриме. Спастри. Ама челендж не би требало да се многу долги видеа, ако 15 минути. 10 минути. Толку Што се значува да ово видео, тоа ќе биде тоа, пошто стварно сакам да си поминам време со него. Не ќе се замарам со телефон, вечер ќе едитираме, а вечер и треба да го ставиме. Челенџов, и текно е. Да. Дека 30 дена од вечер почнува. Прв ден. Што значи да, прв ден, после ќе го гледате, ќе го имате вечер ставено, постирано. И што ви кажам, love you, bye!